Ајде, добар ден, драги гледачи. Денес се наоѓаме во Битола со еден од најдобрите каркастери, да кажам, не знам, као југо... Возачи на југо, Возачи на југо, да. Не знам дали е кар, дали спаѓа во кар југото. Не бе, спаѓа, зашо да не е. Па шо знам, дека е југо. И баш ми е мило што прифати да ми бидеш гостин, затоа што, нели, као што напоменавме во твојата емисија, не знам која прва ќе искача у етер. Па би требало хронолошки први, мислам, може и во ден да ги објавиме, али прво хронолошки да се биде југото, па да продолжиме тука. Дека ми беше инспирација за да почнам да снимам тука у колава. И баш кај е поинтересно зашто не си затворен у студио, вака си се возиш си пешки. Ама и твојата е покомодна секаде каде од југото, и поширока, поголема, малку полуксузно. Твојата е повако. Мене знаеш што ми велеа? Ми велеа дека во југото никој нема да се качи да влезе, ќе му било испод ниво. Ај, тоа се глупости. Да. Ете така ми велеа, ама ете се стигнавме да се возам и јас во уба покомодна кола од југото, дека сум кренал на ниво. Реално. Ми добре дојде. Добре те најдов, добре дојде и ти во Добре Битола. дојдов ја у Битола. Ете така брате, како ти се бендисва. Супер е, одлично, Битола си е Битола, брат, ја не менјам за ниеден друг град во Македонија, освен за аеродром. Аеродром ми у срцето, брат. Добро, аеродром ко Битола исто така, да што пола битолчани таму живеат, брате. Така да сигурно среќаваш и битолски дијалект во... Како си, шо преш, шо има? Јас сум супер, денес ми е преубаво да ти кажам, многу сакам сончево време, баш ми е топличко, гледа се слеков и по Косирака и оти е жешко надвор, пекол. За ова време за Битола е чудно да е толку топло, ама многу па добро влијае на позитивната енергија, кога што гледаш јас сум доста разборен. Да, и многу е раздвижено све и секогаш. се допаѓа. И на минус, брате, во Битола има луѓе, нешто чудни сме ние како народ. Баш пред не знам, недела две беше минус 6-7 тука. Аха. И со кумбата вечерта пешачевме низ Битола едно 10 километри, онака си направивме кругче на минус 6. Добро. И беше као, дали вие сте нормални на минус 6? На широк сокат? Сегде брат низ Битола, по чикмаци што велиме, по улици, по тротоари, вамутаму, значи си пешачиме. Често на вечер си пешачиме, така како ќе се олабајме од работа, ќе застанеме едно друго и паќаме патот пешки, шеткаме низ Битола. Реално и широк сокак ми е многу убав, многу раздвижен цело време. Да. И многу авиони имате таму. Има брате, нема аеродром, ама авионите таму се. Таму се. Ама тоа мора да се дотерани на шминкани, оти ние на пример и за до продавница брат да одиш како битолчанец не одиш онака батал што велиме да не си среден. Мора да се скоцкан, фризурчето средено, дотеран, намирисан, исчешлан се и додиш на продавница. Иако моите крк ми се грди, шишки што ги велите во Скопје, ама стил ми е брат да ми се грди шишки, да како да кажам. Го сакаш ли Скопје? Мислам, го пушташ ли Скопје брат, како битолчанец? Дали го сакам Скопје како град? Па да. Дали би живеел некојаш таму? Не би живеел искрено во Скопје заради хаосот кој што се случува таму. Јас сум релативно смирен човек, сакам помирен живот, Битола го имаме тоа нешто. Значи многу е полабаво тука, гледаш, такви сме и луѓето, као лабаво брат, бе дај кафенце да си пиеме, нешто јаго да што велите, ја си седниме во јаготче да си пиеме кафенце. А Скопје ми е прво хаос ќе ти биде, нешто напнато сте ја доживуваш прво во кола кој ќе влезеш и се пушташ во сообраќај, хаос и веќе си поднапон. Па сега возеш у Скопје, кажи ми искуството мози у Скопје со југото како беше. Предизвик е. Вистина е предизвик, југото е како секој југо е малце тешко да се вози. Мислам предизвик е да се вози, не дека е нешто, моето е понов модел да речам. Тука е десно вртам? Не, право, оди до крај на зграда горе. Сега GPS ќе му бидам како да, јас во Скопје, што бе. Иако 100 години го имам возено Скопје, брат, никош не можам. Знам кој ќе стигнам до негде, знам кај сум, ама да стигнам до онака некако малце чудно е. Тешко е да се вози малце низ Скопје, со југо посебно. Ама па беше многу интересно, ти во моментот кога влегов веќе во Скопје, веројатно го препознае југото од ова што го снимам, и битолски таблици, нели, се со југо стигнуваш во Битола, малце редок моментето да се види од Битола во Скопје. И почнав да добивам вака поздрави да речам од луѓето ми свиреа, ми вака. Можеш уште право, да. И интересен беше тој моментот и не очекував вистина во Скопје. Имаше ли цуење, ајде тргни, ајде нешто? Не, порано поидев пред да почнам со подкастот, јас често работам да речам на многу проекти надвор од Битола и така натаму во Скопје сум идел многу често за да сработам нешто кое што ми било дел од мојата работа и идев со југото, бидејќи југото е моја единствена кола, немаме друга кола, на пример, не ми е само за снимање, туку и до продавница одам со него. Не би купил друга кола, брат, не би заменил со нешто поново? Не би го дал никогаш југото, не би го продал. Можно е да купам Volvo, некогаш сакам Volvo како коли.
Гледав и дека во 2027 ќе излези и нов модел на Југо, веќе е во план да се сработи тој момент, така да ќе берам пари од сега, брате, да си го купам новото Југо. Јас сум во Југо заљубен од мал. После тоа ќе се пребациш да снимаш. Дефинитивно, да. Ова Југо ќе си биде само како Не еден момент. Не планираш да прекинеш со снимањето? Планирам. Планираш, да, ова ми изненади. Да. Зашо? Точно да, денес е 8 март, моментот кај што снимаме, денес прам 2 години од Југото кога го почнав. И сега сатот не знам колку е, го 3 поручек. Негде 7 вечерва. Значи ова се не знам кога ќе го гледам, ама зборам за овој ден кога снимаме. Ќе излезе емисија кај што прв пат во Југото јас сум гостин. Ме вози една моја другарка поранешна водителка и ми прави интервју по повод 2 години за Југо. Што се случи таму го кажувам тој момент, еве кај тебе ќе го кажам истиот момент дека трета сезона ќе биде последна сезона на Југо. Нема да го снимам понатаму како серијал, кој што ќе оди еднаш неделно, нели, како што си ги правам сега, ќе имам да моменти на интервјуа во Југо и така натаму, ќе го користам за одредени настани, ама како серијал не би го возел едно за да го одморам малку Југото, ти вистина го изнавозив, многу километри поминав. Ама нема да се откажеш, мислам. Нема да се откажам, не, планирам. Ете така, планирам да продолжам во некоја малце поинаква форма, право брате, овде само. Сега црвено не фати се на форма. Планирам да продолжам во некоја поинаква форма. Каква ќе видиме, не знам. Јас сум генерално спонтан човек, ќе видиме што ќе донеси и времето и нештата, така да Југото како Југо нема да го затворам, како што кажав, ќе има некој дел, ама нема да биде во серијал. Значи емисијата Југо. Значи ќе има нешто апгрейд сигурно. Па се не знам, ќе видиме. Да, ќе видиме. Не знам и јас уште, да, чекаме на време, на све. На се што да видиме како ќе се покаже, еднаш да истерам ова цела сезона до крајот на мај планирам да биде, евентуално почетокот на јуни. Во зависност од тоа со гости како ќе се движам и така натаму, иако еден месец унапред имам емисии. Напорно е така? Забавно ми е искрено, иако има доза на напор, многу ми е забавно, многу го сакам нештото, го сакам Југото, пред се сакам да се возам во Југото, брат. Јас и така го почнав нештото, ти си реков се возам во Југото цел ден, јас генерално работам на улица, така го велам нештото, канцеларија ми е Југото и сум ни цело време низ Битола, низ град, одам не знам. На состаноци по фирми, по едно, во друго, не знам, настан има овде, одам на тој настан, ова правам, направам, снимам онде, и цело време сум во Југото, во движење, а успат секогаш до мене сум наоѓал некој ваква пример на улица, да не одиш наваму, дај да те префрлам. И секогаш сум правил муавет со луѓето, јас не можам да се затнам, како што гледаш, примерно во зборам. И таксист да бидеш, не брат, не можам крпа да носам на вратата. И да збориш за времето, како и за политиката. Ете така, не сум тој тип на човек кој што сака. Ќе те прашам за Мими, брат. Сите ме викаат, прашаат зашто Мими, како е твоето правилно име? Оти кога бев мал не знаев да зборам. И кога ќе ме прашале како се викам, моето правилно име е Михаил. Ама кога ќе ме прашале како се викам, јас како дете мало, не знам 2-3 години, не се сеќавам на тој момент, сум велел Мими. Оти не сум можел да го изговорам целото име Михаил. Пошто ден денес не можам да го изговорам Михаил, значи многу букви има. И ту невкусни букви во името, али добро, окей, убаво име, си го сакам, се е во ред. И Мими ми остана цел живот, буквално од мало, од дете, јас знам дека сум Мими. Да, дури на училиште, наставнички, учителки, професорки, дури на факултет дури бев, значи до тогаш јас бев Мими. Имаше момент кај што ми викале Михајло, што многу, тоа ме иритираше, а ти не сум Михајло, сум Михаил, можеш и наваму да. Ама, генерално, 99% од луѓето ме знаат како Мими. Браво, брат. А кажи ми, имаш ти работено пред тоа исто со нешто продукција, со аудио, со... Да, цел... У телевизија имаш работено тука? Да, 10 години работев во телевизии, повеќе. Како, ја вака, по професија сум музичар, значи теоретичар, тој ми беше смерот со композиција и компонирам музика на многу проекти и многу песни сум направил во животот, може некој не ме знае како автор, ама ете, јас сум тој автор кој што ако сакаш можеш да знаеш позади што си бил ти. Да, сум работел и во многу продукции, многу не знам, познати проекти кои што биле национално па излегле и надвор од Македонија сум ги работел и секогаш бев некако зад камера. И генерално со микрофони, озвучување, кабли на мене и така натаму, аудио, пошто сум работел аудио музика, сум правил и така натаму. И се стигна во момент да се вработам во една телевизија која што тогаш беше нова, 2014 пред 11 години. Во Битола? Да, се локална? Регионална беше, као овој регион зрачеше. И сега муабетот ме собира екипа тогаш, и јас како аудиотехничар тогаш во градот кој што снимаше и така натаму.
После кружниот брате можеш лево и можеш нагоре да одиш, ќе ти Па извртам да, малку. на ниже поле? Да. Да, може. И се вработи во таа телевизија на позиција аудиотехничар. И сега испадна момент таму дека нели агенција за медиуми што е таа прави нели ревизија како работат медиумите и испадна дека ние како нова телевизија не исполнуваме доволно сопствена продукција и дека фали уште една емисија од пола сат. И муабетот беше се собравме на состанок кој ќе ја води таа емисија и јас Ти сам се пријави? Не, јас во животот немав идеја дека некош пред камера ќе застанам и јас ќе водам или нешто водител ќе бидам. Значи не си не сакал да застанеш пред Немав камера? ни желба, ни па идеја, ни нешто ми измав идеја, ни размислував на тоа нешто, што ќе работам на пример на камера. Јас мислев дека ќе си правам музика, брате, ќе си ја озвучувам, ќе се снимам и тоа ќе ми биде животот. И уредничката Бети тогаш, поздрав до Бети, Јака Травел. Таа беше новинар во А1 работеше за бекстејдж, за сите да речем со сите познати фаци беше новинар кој што снимаше да речем такви шоу вести. И таа веројатно го препозна потенцијалот тогаш во мене и рече Мими има потенцијал да има емисија музичка, пошто е музичар. Да. И јас молам, јас емисија, нема шанси, молам, не знам да зборам пред камера, молам каква емисија луѓе што овие молам, не. Еве, правите си новинарите. Не, и сите запне, леле, вистина ти си лабав, опуштен си, едно друго, знаеш, имаш потенцијал, ќе правиш емисија. И почнав тогаш со некоја, пошто наложена од работа, брате, нема кај да бегаш. Јеби га. Да, почнав со некоја емисија која што се викаше Playout, некоја си топ листа беше со музика, така. И го совладав тој момент на водење на други, иако бев катастрофа на почетоците, не можам да се гледам на тие видеа. Не си знаел, се Да, се тука учиш можеш да со се тоа. преспоиш во левата лента и ќе свртиш нагоре. И се почнав, ти велам, го совладав нештото. А трема? Имав трема, како нема, брате, и ден денес ми се случува да имам трема. Тоа е нормално, живи луѓе сме, ама тогаш имав премногу. Првото интервју ми беше со Слаткар. Озбилно? Да, имав премногу трема. Слаткар беше во Битол, имаше некој настан, ме пушти ја мене на телевизија да го снимам Слаткар. А си го поканил Слаткар сега у југото? Не го немам покането, Слаткар, извини. Ќе Треба да го поканам. Треба реално, и Да. треба пак да доеш, мислам дека у Скопје. Се надевам дека ќе биде и тоа нешто. И вака ми се тресеше раката со Слаткар и му реков тогаш молам извини, прво интервју ми што го правам во животот, не знам ни дали знам да го направам. И ми рече ти само држи го микрофонот, јас ќе зборам. Да, уживај си. Да, и така почнавме, да. И тогаш почнав да правам едни анкети на широк сокак со некои прашања од типот колку нозе има сторогалката. Да, што е потешко, кило памук или кило железо. Такви некои прашања и тоа тогаш запали во тој момент, стана вирални тие видеа, нагоре да си одиш. Ова е брусничка иначе. иначе. Шумски фенери да не е. Не, сега нагоре е чифлик. Аха. Не, тоа е другата страна, е за на Капелистер, ова е брусничка населба. И по овај патеве кај што вели главниот, вртиш левот кај што идат колите и само права после. И така почнав да викам тогаш во телевизиите, па таа телевизија некако неславно заврши, се затвори, јас продолжив во една друга локална телевизија да работам на место режија, работев во режија, долг период. И таа телевизија исто така згасна. Згасна, јас тоа малер да не кај влегов врат ги затворив телевизиите. Луѓе немој да ме вработвате во телевизија, ќе ви ја затворам. Како да кажам. Како да речам. Како да кажам. И се затвори таа телевизија, заминав во уште една телевизија, 3 телевизии имаше во Битола во тој период, заминав и во таа последна телевизија. Таму работев на позиција водител и новинар, неколку години, работев емисија од областа на културата, снимав настани културни, забавни низ градот. И убаво искуство ми беше реално се што стекнав во текот на годините со телевизијата. И едно време си реков, брате, ај работев и во Скопје во ТВ21, еден краток период. Добре, таа не ја затвори, мислам. Не ја затвори, ама кај да. Чим ме има ја мене, на конец може да мислат. Се извинувам без no hate, ама така е да се погоди веројатно. Кажи кога кликна она со југото, што си, мислам, брате, тоа е како беше замислата? Да, тоа е прв проект што можеш, можеш и право. Оди право ќе ти извртам малце низ населби, ајде. Ќе се повозиме овој дел од Битола него. Да, се тука ќе одиш десно. Како кликна со југото? Југото беше плански ти беше све, чекај сега ќе правиме или како? Значи тој период ТВ27 беше последната телевизија кај што работев и се тргнав тогаш од телевизија и реков јас поќев да лево. Си реков никогаш поќе во животот јас нема да се појавам на камера и нема да работам нешто што е јавно и затоа луѓе никогаш не велете никогаш. Пошто не мора да значи, јас си реков не право. Никогаш не знаеш кај те носи животот. Ето така. И
во моето студио, пошто имам музичко студио, правам музика и Кики Плиш, мојата прва гостинка што беше пејачка од Битола, која што пее во кабарето во Битола, право брате уште и после лебо ќе свртиш на следната раскрсница. Дојде да снима песна кај мене во студиото. Еве го кучето замира, нема да го згаднима. Ето ова е низ населби сега, брате, малце те изволите. Ако нема гере. И ми вели, окей, ја снимивме што ја снимивме песната, сакам ми вели да ја испромовираме на некој поинаков начин надолу. Ама то да не биде ми вели само да ја објавиме на Facebook или на Instagram story, и толку да биде. И јас имав идеја за Југото, пошто кога работев во една од телевизиите, ја предложив како проект да ја работам за телевизијата, значи Југото, која што ми беше одбиена и таму беше тој муабет што ти го кажав кај мене во Југото ми велеа дека никој нема да ти дојдете во Југото, ти се снима ќе му биде испод ниво. Ни еден директор, сериозен функционер, едно друго нема да ти дојдат. Какви кретени. Да, тоа ми вели нешто глупости со другарите ќе се снимате таму и еве ви ги глупостите да ги видите. Ама тоа е тоа, знаеш како телевизијата ја се сметам за рамка, таа во рамка функционира заради закони, едно друго се што и мора така да размислуваат. Да, ама не може ти глупости, мислам цело време турски серии и такви ствари брат да нешто забавно да им на народов нешто да гледа, сваѓаш. Така е, да. Право можеш да. Чим не ти велам лево, ти не право. Јас како да си ја знаеш брат Битола. Да. И го почнав со Кики Плиш, нели, тоа прво видео, му реков ајде ќе снимиме нешто како карпул караоке, имав идеја, му велам телевизија ќе работев така остана, можеш лево десно кај сакаш исто ќе излеземе. Му велам ќе почнеме така некако видео едно ќе снимиме и како ќе ти направам интервју, ти ќе си ја испееш песната, знаеш, карпул и толку. Значи да ја видиш таа е првата емисија, нема врска со ова сега што го снимам. Со мобилниот ја снимам, само вака го закачив мобилниот брат, турив 500 денари бензин, можеш надолу. 500 денари бензин и снимивме 20 минути некој видео, слободно право, да. Тај не е болницата, ако знаеш кај е. Да, знам, тука живеат моите другари. Ето така. И го снимивме тоа видео и стана вирално. И добив многу коментари, честитки за емисијата, но емисија си почнала. А ти немаше ни у план ништо да продолжиш? Јас немав во план, мислев тоа само едно видео ќе биде и толку, нема да снимам серијал, јас мислев така. И сите кој ти е следен гостин, јас мам луѓе како гостин, бре, немам гостин договорен, ова видео едно и се добив толку многу коментари што не можев поединечно на сите да му кажувам дека јас едно видео планирам да снимам. И се другарите ме убедваат, човек, ова ти е прејако, значи ајде почни, знаеш, прај го, емисија, имаш потенцијал, можеш и право да. И си реков, ајде сега, кога веќе ова тргна, да си се фатам на рото, ќе си се вратам пак на камера, и си викнав уште една гостинка, си викнав уште еден гостин, и тоа веќе третиот гостин беше пресуден, паѓото беше од Битола во знаците, трет гостин, тоа крена одма над 10.000 прегледи на YouTube. А прво почна со локални Со локални, да, ама некако во прва сезона го имав и Панчо, дојде од Скопје, знаеш, пошто претходно јас снимав брате интервјуа со многу да речем личности преку телевизиите, имав контакти право. Имав контакти од сите, не ти имаш предност. Право, да добро право, се зафатив со лицата. Право па лево ќе одиш после. Имав контакти да речам и се со Панчо се знам со одредени други јавни личности, така да некако почнав да си ги викам во Југото и сфатив дека уствари тоа е прв проект кој што го направив за мене. Секогаш работев за некој друг, брат. Дали сум работел за, не знам, за Солза и смеја, дали сум работел за Молика Анета со филмот човеше, дали сум работел за, не знам, детски фестивали и едно друго, за било кој пејачи, секогаш сум работел за некој, а никога за мене. Друго е чувството кога работиш за себе. Точно, и овој беше прв проект кој што си го посветив на мене и еве некако успеав 3 сезони, брате, некако чудесно да го. Тешко ли е договарање на гости, поклопување со термини и со све? Да, тој мислам дека е нормално, тој го имав и во телевизија кога работев, истото беше, сите имаме некој приватен живот, приватни врски. Има и такви кои што глумат звезди. Има ли некој одбиено до сега? Да. Има одбиено. Многу е ли така? Мал процент? Мал процент се, 99% не ме одбиле, другите ме одбиле, ама на културен начин. На културен начин или преку друг. Например, ми кажале дека и се слушнав, имав една ситуација, пример, кај што не ќе да ги спомнам имиња од никој. Се не можам јас сегде пример да се појавувам бил изговорот, веќе. Као окей, јас ти давам простор, ако сакаш, искористи го, не можеш да го коментираш нешто, дали е тоа. Као што ја моментално го правам тоа, устари, као 2025-та, не сакам да се појавам никаде.
Ама се на крајот од денот, значи живееме во Македонија. Јас не знам луѓето што И мислат дека толку се малце Така, сме се броиме на ете прсти. така, ние не сме некоја држава моќна да ја глумиме елита тука, како што гледаш, брате, ти дури да стигнеш од Скопје до Битола, 50 милиони дупки по патот виде, крави има на патот, све. овци. Значи, таа е Македонија. Ние што треба да правиме се тука, да сме глумиме елита, да се правиме дека сме некои многу јаки фаци, да сме премногу Да глумиме лудило во со бренд него, облечени, оти јас, не знам што, брате, ти ќе клаиш чевли од 3000 евра пример на тебе да поминиш низ Скопје на една улица, ќе ги изволкаш. Да, Така да, од насно, нормално ти не е е, исчистено, ти не работи комуналец, не работи не знам што. Тоа што гледаме, повести превоз нема во Скопје пример, некои такви работи што Да, не е за сеир, тоа е срамота, главен град на Македонија, ние да немаме основни работи. да. А на крајот од денот јавни фаци да ти глумат тебе елита. Ма не боите. А тоа реално управо си. Тоа што те прашав дали би живеел во Скопје, те прашав ради нели сите случувања се у Скопје, тука сите живеат од прилика овие јавни личности и дека ти е полесно да ги договориш и да направиш нешто Ама се види, у тоа. Јас стигнав до момент кај што Евети од Скопје дојде до Битола да се снима. Реално, Така, ти реков да. како се задвидиш Битола, брате, лаќе се снимиме. Да. И сега во последно Ма тоа е гледам респект. респекта и го ценам вистина, оти реално Битола, како што велат многу луѓе, е слепо црево на државата. Значи ништо нема во овај крај на државата. Така Како освен нема, Битола. сама по себе Битола си е Па супер. е супер убав град, е вистина. Кидам Можеш и таму, ајде. Од тука дојдовме. Да. Врти си брат, од кај што знаеш Да, вози си. да, ќе се возам. Реално да, убав град е, ама на пример ние немаме автопат, така до Скопје возиме по уличиња селски. Да. Значи тоа е многу лош момент. Сега го прават. Абе тоа го прават нешто од кога брате? Јас памтам дете кога бев кој се А, кажуваше дека да. автопат ќе има за Скопје. Тачно. 34 години направи да се направи автопатот и уште не е направен. Ама тоа е кај нас, така функционира. Ајде ќе им даеме шанса на нашите внуци ќе го возат. Да, Ќе велат дедо ми кодеше по чикмаци до Скопје. Реал. Можеш десно ти горе, имаш кај авионите одено? Имам, да. Па добро, А има ли пари брат од тоа што го правиш ти со љубов? Да. Пошто сигурно без пари не, мислам од љубов, окей, од љубов. Ама пак Да. дома треба да плаќаш сметки да. Точно, јас го уложуваш работам само во во со оprema, југото, работам и во Радио 106, морам тоа да го кажам, како извршен продуцент, работам и со музика, компонирам, ама генерално југото ми е најголем приход од она што го имам како заработка. Фала му на сите мои поддржувачи и спонзори кои што препознае дека може да се рекламират и на ваков начин, не на класичен начин, и сметам дека имаат огромен фидбек од истото. И мислам дека и тие самите ќе го потврдат тоа. Така да, буквално огромен дел од фирмите што се во Битола, баш сум изненаден, имам супер соработка со сите и оние кои што и не ми се спонзори се уште во југото, имам соработка со нив на било каков различен начин, што значи дека битолските предприемачи размислуваат многу понапредно. И разбира. И разбират, Маркетинг. да. Маркетинг знаат, значи се трудат, кај нас во градот тука се случваат многу настани. Битола е препознатлива потоа што има премногу настани, значи ние не можеме да ги достигнеме, да ги видиме сите настани кои што се случваат. Ми е муабетот дека ова дуваше може на микрофонот да направи проблем, ама окей. Ми е муабетот дека се апгрейднуваат на некој начин. Значи има кај нас предавања и за маркетинг, примери од други фирми кои што искусиле нешто и применуваат во она што го гледат. Така да препознае дека има потенцијал да се рекламират и во југото и тоа ми носи мене некоја заработка, се не е тоа милиони во некој случај, но имам некоја нормална плата, брате, за да можам да си ги платам сметките и да имам јадење дома. Си купам, ете толку е. Се класифицираш ли како инфлуенсер, брат? Брате, Пошто имаш веќе следачи на Инстаграм. Имам на Инстаграм, да. Имаш таму понуди за реклами? Имам, да, често се. Мислам само за на Инстаграм. Да, се случва. Сакам на Инстаграм, сакам во југото, сакам, не знам, на друго место. Било како, значи имам понуди цело време. Барам начин како можам најдобро да ги изрекламирам оние кои што сакат да бидат изрекламирани. Генерално јас тоа го работам долги години, значи како што кажав се дали се сметам како инфлуенсер. Ако треба то така да се терминологијата да биде таква, нека биде таква, нека бидам инфлуенсер, не знам како да се наречам, јас сум Мими со југото. Дајш мигавец бе, говнар. Нема брате, такво нешто. Збораше на телефон, зафатен беше, не можеше мигавец да дај. Катастрофа. Ето така, иначе. Значи, што? Да, не знам, ако треба да се наречам инфлуенсер, нека бидам инфлуенсер, немам проблем, немам, не знам, его немам да си го нарушам, така да ако треба така, ако полесно се сватиме, така нека. Да, така нека биде.
Иначе од претходната емисија кога ми гостуваше Никола Ниджо, не знам дали го знаеш, сигурно. Да, видов и рил, само видов не изгледав цела, се извинувам, ќе Имам изгледам. прашања, Овде немаш предност. Пази, ако вртиш десно имаш предност. Аха. Имам прашања од него, кои гостите ги поставуваат за следниот гост. Тоа е тука прво картонче, можеш да Ова? Да. Дали мислиш дека си звезда? Да. Понекогаш мислам дека сум петокрака заради тоа што сум роден во Југославија. Распад Југославија е тоа. Распад Југославија, па јас сум распад, брате. Значи распад, како да ти кажам. Која звезда бе, брате? Ела да видиш до Битола како да стигнеш. Која звезда ќе ти дојде до Битола? Ама он не знаеше дека си ти. Знам. Се ги имам. Пошто и ти не знаеш сега, а ќе напишеш картон, имаш таму празен, исто ќе видиш. За следниот гостин. Не, мислам дека Ќе најдам, брате, ќе изборичкам овде. Чекай на вајленската кожа да не ти. Ето. И ти ќе пишеш да не го видат гледачите, него ќе откриеме у друга. Последната емисија. Знаеш што сакав да те прашам? Колку пари даваш, брат, на картони? Да, многу, пошто ги купам и ги поскапеа за 12 денара ми се сеа парче, а порано беа 8 денара. А после што му опреш, ги рециклираш? Не, си ги чувам сите кај баба ми и сакам да правам една изложба. Која ќе дојде време. Еј, тоа е супер. Да, Па те праша во југото, се заборави, брат, ти не можам да се тука затамам ќе ти зборање. одговорам. Јас вака Ти дур пишуваш, ја да си ги поздравам моите спонзори, а тоа се Алфи Техноцентар кој имате онлайн продажба сега моментално низ цела Македонија, ја не знам каде отидов сега, ама супер сум, да. The Strongest Sea Shopот можете да си најдете суплементи за вежбање и мојата платформа uživaj.b за промоција на туристички атракции, амбасадури, ресторани и све остало можете да проверите. Ми напиша? Може да го видам со? Да. А јас знам кој ми е Следен гостин ќе ми кажеш после камера. Сакам и јас да знам. До кај стигнавме сега? До сегде, брате, што сакаш, прашај ми, јас си изборам. До сегде. Да, конекцијата ме интересира со Снеже Велков. Има ли нека тајна веза тука? Има Снеже Велков е луда девојка, Снежето ја Како обожавам. дојде до таа конекција за да бидете толку блиски? Снежето беше иницијатор, реално, значи јас тогаш почнав со југото. Првите неколку видеа, 3-4 видеа беа, можеш и таму, да, можеш и право, кај сакаш, Битола е таја, лавиринтот сегде на исто место можеш да излезеш. Да. О, се извинувам, леле, ова многу мразам кој ќе ми звони телефон. Јоцо ми звони, може да му кренам? Да, слободно. Јоцо, брате. Снимаме. Чекај, брате, на спикај. Да те пуштам. Снимаме, брату. Снимаме во емисија сме. Еве, уште 5 минути доаѓаме на кај тебе. Не, слезете кај сатот. Или да, не знам што имате договорено. Па ајде скумбатете со мене, сме со моторот и ќе ве чекаме неде кај сатот. Ајде, одете кај сатот ќе Ајде, па доаѓаме натаму. Да. Ајде. Чао. Ајде, се за на кај сатот, брате, одиш право и после лево ќе ти кажам од ке блиско свртиме. Нема го. Што ме праша? Заборав. Чекай, ја заборав. Што прави со Снежа конекција. Со Снежа, да, конекцијата беше. Првите неколку видеа кои почнав со југото, ми се јавува Снежето. Се не знам дали беше тој првиот пат кога ми се јави или нешто беше така, ама ми звони број на телефон и... Ќе да снимам? Ќе го земиме звукот од ова. Да. Имаме мали технички проблеми, да не снимаше воопшто. Па не снимаше уопште. Да, и под камери ќе го земиме звукот, тоа е тоа. Ќе ми го дадеш, јас ќе ти го чистам како аудиотехничар, можеш и од тука. Ова е најлошата улица, брате, што е одбра, ама оди па. Така? Да, терај. Да сме живи здрави. Не се секирај, ќе го средиме звукот, ќе се слушам. Мали технички проблеми, Да. само ништо. Значи ми пиша или ми се јави Снежето, Аха. само право едносмерно е. Се те изнервира ова? Не веќе го средиме, не е ништо страшно. Ајде не брчи овако доколку југото не е страшно, ќе се слуша да ви е камери. Не се слуша супер, Да. па ќе ставам она Reduce noise. да, одлично. Ама се случи. Тако, нека се исклучи. Добро. Ова имаме уште малце и Так, таму. да ми кажам кажеш за со Снежето, Снежето, да. Значи ми звони број на телефон, јас не знам дека е Снеже Велков. И кревам на телефон и велам ало. И ми вели ало Мими. И молам да на телефон. Јас сум ми вели заинтересирана, знам дека имаш југо, ми вели, дали може да го купам југото, ми вели сакам. Така да ти го купам. рече. Да. Јас молам, не го продавам југото, кој молам на телефон. Ми вели небитно, јас ете знаев дека ќе го удриш брат ретровизорот. Го удри? Го удри малце. Ајде, ништо. Чекај, ќе го отворам овој твоја. Вака само застанам. Терај слободно. Ти реков ова најлоша е, брат, најтесната улица, најде. Улица. Иначе знаеш како се викува? Булевар 1 мај. Ова не е Ова булевар. е булевар, јас Така. сум
ти си Джек авион. Пол, да. Ето така. И ми вели дали го продаваш југото, не бре му велам кој е на телефон каже, ама ми вели колку и да кошта, јас ќе си платам, ми вели дури и бакшиш ќе ти дам, ми вели. А така ти вика он. Да, и се по гласот се осеќам дека не е од Битола, значи не е битолски диалект. Майтап Некој друг е и се велам кој ми се јавува мене. И ми вели, абе уживај, олабај Снеже Велков е на телефон, неле Снеже му велам, ќе те убијам, чупе. А ти немаше никаква конекција до тогаш, до Немав никаква, таја ги видела видеата, кој што Да, ги работел гледал. и сакаше да ме покани кај неа во емисија и виде дека сум работел, веројатно таја ми изгугла едно друго со култура област и така натаму. Тоа е тоа, брате, во овие чикмаци. Добар булеваров. Да, булеварот е топете и увете чекате. Не. Браво, свака чест. Да. И? И ми вели сакам да те поканам во нешто конкретно. И тоа беше првото мое гостување во нешто конкретно. Идов кај неа сам. И бев со уште неколку гости. И правевме тогаш се запознавме практично. На неколку теми правевме муавет. Овде можеш десно, брате, се да свртиш. И од таму почна. И од таму почна некоја соработка, да речам на пријателска база, не дека ние нешто имаме некаква сега тоа е тоа. Епак. Да, можам и лево дирам? Можеш и лево, ајде, оди лево. И после тоа не покани втората година кога одевме заедно сите со Дуле, Дади и Кумбата во југото, кога пеевме тогаш и песни едно друго да му честитаме. Да, тоа видов и песна имавте направено за неа. Ако одам кај Снежето, ќе си кажам нешто конкретно. Да, значи ден денес имате одлична соработка. И имаме супер соработка со Снежето, се слушаме и често на телефона, рака за да си поправиме муавет, си делиме совети, мислам баш сме другари на некој начин, кај што еве така и треба, брат. Да, се поддржуваме со она што го работиме, оти на крајот од денот во иста бранша сме. Се надевам дека ние ќе имаме некоја добра соработка, како што ти напоменав таму кај тебе во југото, можеме нешто да направиме. Дефинитивно и така треба да биде. За камери тоа ќе го договориме. Сега кај Јоцо горе в гаража, таму е купи од паднато, брате, договори. Таман. Јас се испотив под мустаќа Джешко. Знае ли да поправа катамерани Јоцо? Да има брати, кај Јоцо ти немаш видено што се дешава. Значи има санки за нас, има нешто ги возат со мотори, знаеш. Ќе видиме после баш. Глисери, скутери, ша нема автобуси. Човекот е лудило. Од тука ќе свртиш десно после пред семафорите. Во интерес на времето и гледачите, вниманието нивно, би сакал да ти поклонам нешто прво од нашиот спонзор, добро. Спонзор, сврти си бе, брате, ќе ми поклониш овде десно, сврти си, ќе си земам сама ако треба. Да, О, кокај најлони! Техноцентар, брат, имаме нешто спремно за тебе. Се надам дека ќе ти се допадне, дека ќе ти врши работа. Да, фала ви, ќе си правам кафе. Да, бе, да. Ќе си топлам вода за кафе, за чај, да. Само немој во вакви нудли да варите, ти после ќе ви смрдат и нема никош да ги. Не знам кој може да, мислам кој прави такво нешто, има една ситуација таква. Ама не е паметно, е вака си застануваме понекогаш луѓица, брата. Да, бе, да, нема. Ама тоа е тоа. Истото е у Скопје. Да. Кажи ми за крај што би им препорачала на гледачи и дали те имитирам ова што го правам ја, пошто си имал такви коментари, брат. Не може да ме имитираш, брате, немаш југо, да имаш југо, да речам, ајде. Реално. Значи, прво комоцијата е многу подобра кај тебе, како да кажам, се не знам, може кај мене понекомотно право, да? Ама во нова лента држи се. Не нова другата. И само право ќе одиш до кружниот тек. Готово. Не осеќам дека ме чувствуваш и мислам дека не чувствувам, не осеќам дека ме чувствуваш. Која реченица е склопена? Не чувствувам дека ме имитираш. Заради тоа што начинот на правење на интервју е таков каков што е, ние не го смисливме ни јас ни ти. Да. Дека сме први во кола, брате, не сме. Постојат многу луѓе кои што правеле интервјуа во кола, кај мене запали моментот југо. Јас тоа го викам, мојот подкаст не се вика подкаст, јас го викам емисија, не го викам подкаст. Мојата емисија не се вика Мими или не се вика Марковски или не се вика не знам нешто што е прво лице за мене, се вика југо. Значи кај мене прво во фокус е југото, втор е гостинот, јас сум на трето место, брате. Да. Затоа не се чувствувам како звезда, како што е прашањето. Не, баш кај ти, рецимо, ја не можам да бидам Мими, ти не можеш да бидеш Бомбакис, секој си е различен по себе. Точно, ти збораш бавно, јас зборам брзо. Да, реално, да. Многу различни сме. Браво, и после ќе ти кажам че сега сме веќе за на кај Сатус. Да кажеме фала? Па не, да, што би им препорачал тоа, тука останавме и на гледачите што да му препорачам, што да ви препорачам луѓе да бидете среќни, да правите тоа што ве прави да бидете среќни, да се бидете оригинални, да не се трудите да бидете како некој друг,
Како што гледате, јас се трудам да бидам битолчанец до крајот на мојот живот. Не, мислам, иако кога работев по телевизија зборав литературно, сега ќе зборам битолски, пошто сметам дека не сметам туку тоа е така, битолскиот е основата на македонскиот јазик и сметам дека ме разбираат сите без никаков проблем кога зборам битолски, пошто нема некој овде лево ќе На сватим. крајот од денот, брат, сите сме македонци, треба да се Точно, и тоа ме прави мене автентичен и она што сум. Така да сакам да кажам дека треба да не се глуми, да се бидиме природни и да се бидиме тоа што се смеат и на крајот од денот само така може да ни е најубо. Така е. Ете така, овде одиш лево па десно, брате, за да паркираме на кај сатот да влезеш во Мими, паркингот. Овде паркирај си. Еве ти одма пред тебе Одма паркинг. место не до. Виде, со мене секогаш има паркинг Да, избитувам. едно место. Јас имам среќа за паркинг. Мими, фала ти уште еднаш што гостуваше. Фала Се ти надевам тебе. дека супер си помина. Преубо си поминав, дали ти си задоволен од јас како Одлично, гостин? одлично да. Ете така. Фала Мислев ќе ви. ми извеш некој драми, брате, ќе ти Не, излезам не сум ја побрзо. по драмите, брат, не сум ја по драмите. Фала и на вас што не гледате, не заборавајте да ставите лайк, шер и subscribe и останете ми позитивни како и секогаш и прекрасни. И кај мене на тебе И кај subscribe не, шо? да, заборев, Така. и кај него subscribe обавезно, како и да е на почетокот имате Линкчиња. линчиња од човекот, имате Инстаграм, све, така да заследете и И мене и поддржете бомбата што викаме на и битолски. поддржете не во ова што го правиме работа. Така е. Од мене толку. Чао, чао. И од мене. Чао, чао.